Образованието и натаму е под блокада, а власта и синдикатот никако да седнат на иста маса и да ги продолжат преговорите за решение. Од СОНК инсистираат за средба уште во текот на денов, но од власта нема ништо конкретно. Просветните работници не се откажуваат и ќе одат до крај. Или покачување на платите за 18,4% или не почнуваат со работа. Првиот синдикалец Јаким Неделков вели дека се целосно подготвени за конструктивно решение за раст на платите, со што конечно би се ставило крај на штрајкот, а наставата би продолжила. Работата на СОНК е штрајкот да го реализира онака како што е зацртан по сите правила, а Министерството нека си ја тера својата работа. Но не се во ред за плашувањата на наставниците. Тие реагираат за тоа што некаде им се закануваат со земање на дневниците за време на штрајкот или пак со работење во летните месеци. Како и да е, наши представници ги посетуваат училиштата. Имаме редовна комуникација со нашите представници, собираме докази, вели Неделков. Тој појаснува дека во ред било што деновиве учениците се повикувани да дојдат на настава по некои предмети и тоа од некои наставници кои не потпишувале согласно за приклучување за време на штрајкот. Се разбира, никогаш не сме рекле дека наставата во целост треба да биде прекината. Во ред, ако има можност за прифаќање на децата тие да одат на училиште и да ги посетат оние часови кои ги држат наставниците кои не штрајкуваат. Затоа постојат простории каде се наоѓаат наставниците кои не се во штрајк. Јавноста треба да знае дека наставниците не седат дома, туку одат во училиште, вели Неделков. Во меѓувреме, иако градинките ги отворија вратите за децата, основните и средните училишта и натаму се празни. Цело време од СОНК обвинуваат за дополнителни притисоци врз директорите по одлуката за понудените 12% зголемување на платите. Токму затоа во знак на револт, СОНК ќе организира масовен протест пред владата в среда на 4 мај.